Ако велиме дека овие се независни суди и обвинители, тогаш логично е овој случај да биде во судот. Тој вели не, ќе го пренесеме во парламентот. Односно ќе формираме анкетна комисија. И пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата вика во ред прифаќаме и ќе зборуваме. Но ќе зборуваме и за сите оние останати големи трагедии кои што ни се случија изминативе години, за се да зборуваме, затоа што апсолутно сите виновници да се изведат пред лицето на правдата. Во најмала рака, кога во парламентот има ваков тип на анкетна и надзорна расправа, тогаш треба граѓаните да видат и да слушнат кој е тој кој што направил грешка, кој е тој кој што злоупотребил, кој е тој кој што е виновен на крајот од денот. И јас апсолутно ја поддржувам одлуката на пратениците, еве, нека има анкетна и надзорна расправа. Анкетна комисија не се бара за да се суди, анкетна комисија се бара за да се изнесат фактите и да се бара политичка одговорност. И не се прави сега ти многу као ти сакаш многу вистината, независно ти си за на виделина, кога вие најзависно ги местите луѓето, вадите одговорни високи функционери од вашата партија од предметот, за да биде се само необјективната вистина и правда. Анкетна комисија се бара за да се утврдат фактите и вмешаноста на евентуални политички елити во овој случај и да се побара политичка одговорност. Анкетната комисија не е суд, меѓутоа собранието има право и обврска да формира анкетна комисија која станува збор за ваков тип на трагедии и случаи до ваков обем. Како и тоа некрофилија, кога тоа е пропишано со закон, устав, деловник за работа на собрание, кој што деловник има сила на закон. Не е тоа некрофилија. Не ти одговара на тебе да има анкетна комисија.